Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите париска торта. Почнуваме со подготовка на пандишпанот. Чоколадата ја кршиме на парчиња и ја ставаме да се топи на паре. Во сад за матење ги ставаме путерот и половина од шеќерот. Јајцата ги кршиме и ги делиме жолчките од белките. Белките ги ставаме во длабок сад, а жолчките ги додаваме во садот за матење. Потоа ги матиме со миксер состојките во садот за матење додека путерот стане пенест. Садот со растопената чоколада го тргаме од оган. На ситната страна од рендето во садот за матење ја рендаме кората од портокал. Потоа во садот за матење ги додаваме циметот, прашокот за печиво, млекото, густинот и брашното. Ја додаваме изладената растопена чоколада. Мешаме со лажица додека смесата се соедини. Со миксер ги матиме и белките. Во изматените белки го додаваме преостанатиот шеќер. Откако шеќерот ќе се растопи, го исклучуваме миксерот. Изматените белки ги додаваме во садот за матење. Мешаме со лажица додека смесата се соедини. Тестото за пандишпанот го нанесуваме во тркалезен калап за печење одложен со хартија. Потоа го ставаме калапот во редна. Печеме 30 минути на температура од 180 степени. Почнуваме со подготовка на филот. Чоколадата ја кршиме на парчиња и ја ставаме да се топи на пареа. Во садот го додаваме путерот. Мешаме со лажица. Откако путерот и чоколадата ќе се растопат, го тргаме садот од оган. Во сад за матење ја ставаме сладката павлака. Матиме со миксер додека шлагот ја добие потребната цврстина. Во садот за матење ја додаваме изладената чоколада со путер. Мешаме со лажица додека филот се соедини. Пандишпанот го вадиме од калапот и отстрануваме хартијата. Потоа го сечеме пандишпанот на два еднакви дела. Првата кора пандишпан ја ставаме на чинија за торта. Ја премачкуваме со фил. Портокалот го лупиме. Кришките портокал ги редиме врз филот. Врз кришките портокал ја ставаме втората кора пандишпан. Целата торта ја премачкуваме со фил. На страничниот дел од тортата нарисуваме чоколадни трошки. Чоколадни трошки нарисуваме и по крајот на горната површина. Портокалот го сечкаме на тенки полукругови. Полукругови портокал во круг редиме пред чоколадните трошки. Со еден круг портокал на средината на тортата ја завршуваме декорацијата на париската торта. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 90 минути. Добар апетит!